Ова не е вашиот регуларен доктор. Кога не зборува за медицина, ужива во хип-хоп. Доктор Нанди охрабрува да станеме херои на нашето собствено здравје за долг, здрав и среќен живот. Доктор Нанди во 17:45. Почитувани гледачи, добро утро. Добре дојдовте во најновото издание на Македонија денес. Во добро расположение го започнуваме денешниот ден и некаде до 11 часот заедно со моите гости ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание, а она што е подготвено за денешното издание ветува на вистина интересни содржини и интересни разговори со кои што се надеваме освен тоа што ќе го задржиме вашето внимание дека ќе направиме и подобро да се чувствувате и да бидете супер позитивно расположени и вие пред ТВ екраните како што сме ние тука во студиото, целата екипа која што работи на реализација на Македонија денес. Голем број на гости ќе имаме денес во студиото. Ќе започнеме со одбележување на, односно да погледаме како помина четвртото издание на настанот кој што веќе 4 години наназад Стопанска банка го организира, се со цел да се подигне свеста од употребата на велосипедите и здравиот начин на живење и допринесувањето за здрава животна околина. Вози право, вози здраво и оваа година навистина во едно убаво издание го одбележа пред некое време секако градот Скопје. 5400 велосипедисти излегоа на настанот кој што го организира Стопанска банка и на вистина убав начин покажаа дека може Скопје да изгледа убаво доколку се употребуваат велосипедите и се користат како начин на превозно средство до работата, работното место и сите ангажмани кои што ги имате во текот на денот, се со цел да се допринесе за подобра здрава животна околина. Вози право, вози здраво, секако ќе погледнеме како помина во првиот дел од емисијата. Тука некаде секако ќе направиме и промоција на најновото видео издание на нашата Теја Трајковска, која што на огромна чест и задоволство секој новитет го споделува со гледачите на Македонија денес и телевизија 24. Утрово ја очекуваме позитивна како и секогаш да биде дел од нашата емисија и сигурно сум дека ќе ви се допадне и разговорот и незината нова песна и нов видео спот. Во денешното издание на Македонија денес ќе представиме една автохтона македонска раса на кучиња за која што верувам дека имате многу слушано покрај Шарпланинецот, тука и Караманот. Денеска во Македонија денес имаме можност да поразговараме малку повеќе за оваа раса на македонско овчарско куче кое што на вистина со своите квалитети, со своите стандарди успева да го задржи вниманието и да ги придобие симпатиите кај сите оние кои што сакаат и се трудат да го негуваат ова куче, македонското овчарско куче Караман, кое што покрај Шарпланинецот секако не представува во едно убаво издание ширум светот. Денес во Македонија денес ни доаѓа токму еден примерок од оваа раса. Верувам дека ќе ви се допадне разговорот и ќе ги добиете потребните информации околу оваа раса, па доколку можеби вие сакате да имате едно вакво куче, да продолжите за зачувување на автохтоната раса Караман во Македонија. Тоа е што ќе погледаме некаде кон средината на Македонија денес, за да на крајот од нашето денешно издание со една навистина убава преградка ги испратиме на пат околу светот со мотор, брачниот пар Силве и Тони. Тие ќе пристигнат во нашето студио само неколку дена пред да заминат на својата долго подготвувана авантура со мотор околу светот. Имаат една навистина убава мисија, сакаат да го прегрнат светот и да испратат преградки од Македонија во секоја земја која што ќе посетат со нивниот мотор. Нивната мототура ќе трае околу една година. Ние денес ќе ги испратиме во студиото и секако ќе ги дознаеме деталите за тоа како дошле до оваа идеја, што се планираат да посетат, кои се земјите каде што ќе го однесат македонското знаме и секако ќе ги испратат поздравите од Македонија, ќе дознаеме кон крајот на денешното издание на Македонија денес, така што верувам дека овие теми, барем една од нив, ако не сите, ќе го задржат вашето внимание и ќе ве натераат да бидете дел од Македонија денес се до 11 часот.
заедно со мене Сања Савеска, а на самиот почеток од денот она што верувам доста ни значи, временската прогноза, дали можеби ќе добиеме стабилизација на времето, веќе одамна очекуваме, но од време на време некое невреме, како што беше Луција, знае да ни изненади и некако да не оттргне од сончевите денови. Денеска утрото го започнуваме со навистина убава висока температура, какви температури не очекуваат до крајот на денешниот ден и следните денови, дознаваме во продолжение. Освен временската прогноза, на самиот почеток од секој издание на Македонија денес сакаме да ве разбудиме и да ве поздравиме со добра македонска музичка песна. Така ќе биде и ова утро. Благодарението и на првата тема која што денес ќе разговараме, се потсетуваме на еден од големите хитови на групата Пеперминт. Впрочем, како и сите нивни песни кои што се навистина забавни и знаат добро да расположат и да го подигнат расположението кај сите, така и со песната која што верувам нема човек кој што не ја знае и кој што не си ја подпевнува, барем возејќи го велосипедот или шетајќи улица, гледајќи ги останатите како возат. Девојката со точакот, еден од големите хитови на Пеперминт, секако за добро утро и убав и прекрасен ден на сите кои што ја следат Македонија денес. Морлици ме лазат само, ако се свртиш кога поминуваш со точакот. Од сите девојки на светот само ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точакот. И значи стварно ми е супер кога тебе ќе те видам како возиш опасно со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И пробувам да те викнам некако за да ме видиш, ама ти не се симнуваш од точакот. И сите други ми се исти, ама ти многу ми значиш, зашто ти ме поминуваш со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога
тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. Пробувам да те стигна, мама, од тебе имам само траги од гумите на точакот. И кога затварам очи упорно тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам зашто ти си девојката со точакот. Тоа беше девојката со точакот и нашите добро познати Пеперминт, кои што, како што кажав, со секоја нивна numera знаат добро да не расположат. Верувам дека допринесоа да ве расположат и во ова утро. А како што кажав, првата тема на која што ќе разговараме ја посветуваме на настанот кој што четврти пат поред го организира Стопанска банка. Со над 5400 регистрирани учесници во прекрасно сончево време помина четвртото издание на веќе добро познатата ревијална трка Вози право, вози здраво, во која бар на кратко улиците беа ослободени од сите моторизирани возила и граѓаните слободно се движеа по најфреквентните булевари кои што секојдневно ги имаме и ги гледаме низ скопските улици. Освен тоа што се движа, има навистина и убава забава. Возеа велосипед, тротинети, ролерки, скутери, скироли и сето тоа секако беше навистина проследено со убава забава и дружба. Тука и беа и младите мајки со количките, со нивните бебиња кои што ете на барем еден ден во годината можеа слободно да се движат по најфреквентните улици во главниот град. Сето тоа допринесе за подигање на свеста од заштитата на животната средина, намалување на сообраќајниот метеж кој што секојдневно го имаме низ скопските улици и поттикнување на граѓаните да што почесто ги користат овие превозни средства како нивно секојдневно средство за движење низ градот, начин на кој што може би побрзо ќе стигнете до посакуваната цел, а секако ќе допринесете и за намалување на загадениот воздух, она што навистина не загрижува сите се повеќе и повеќе. Стопанска банка навистина на еден убав начин успеа да ги поттикне граѓаните да излезат и да заедно се дружат и се движат низ скопските улици благодарение на овие превозни средства. На самата цел секако тука беше и забавата која што навистина успеа да допринесе граѓаните да се чувствуваат убаво и да уживаат во дружбата, но и во наградите кои што беа споделени. Секако Стопанска банка како општествено одговорна компанија и овие средства ги пренаменува и сето она што секако се случуваше го прави за да се подобри секојдневната слика во градот Скопје, за што секако малку повеќе ќе дознаеме во продолжение од разговорот во нашето студио, но верувам дека сите оние кои што немавте можност да погледнете како тоа изгледаше низ скопските улици, сакате да видите дел од атмосферата, токму во продолжение гледаме како изгледаше трката Вози право, вози здраво.
Вистинско уживање и за најмалите и за возрастните, секако благодарение на Стопанска банка и ревијалната трка Вози право, вози здраво. Навистина убаво издание, четврто поред, а со секој извозен метар Стопанска банка АД Скопје ќе донира средства за нова урбана опрема за град Скопје и за поттикнување на користењето на велосипедот како транспортно средство. Многу наскоро Стопанска банка вели дека ќе го дополни со содржини нивниот детски веледром и ќе подготват терен заедно со град Скопје за изградба на нов урбан веледром со повеќе предизвици и содржини. Ова сум сигурна дека ќе ги израдува посебно љубителите на велосипедот и сите оние кои што го користат како транспортно средство. Ова беше она што се случуваше годинава. Можеме да забележиме дека навистина оваа година многу поголем интерес кај граѓаните за Вози право, вози здраво. Секако и претходните години беше навистина интересно. Пред да го започнеме разговорот, ќе се навратиме на едно од изданијата во минатите години, како изгледаше, за да видиме онаа разлика во масовноста на присутните велосипедисти и сите оние кои што сакаат да се грижат за здрава животна околина. Чуда мали се случуваат, кога најмногу пред себе нив луѓето веруваат. Чуда мали за секој еден свет, подарени од Стопанска банка во чудесен пакет. За се што можев да ви посакам, најмногу на чудата им се радувам. И кога далечи ви се, тогаш што нив најблиску сте, само едно треба, во чуда да верувате. Желба јас во Стопанската банка моја, да штедиме за нас. А за баба нема друга, тие другарки стари се, 70-та ја бројат и ете чудо, пак млади се. Се што може да ви посакам, најмногу на чудата им се радувам. И кога далечи ви се, тогаш до нив најблиску сте, само едно треба, во чуда да верувате. Се што може да ви посакам, најмногу на чудата им се радувам. И кога далечи ви се, тогаш до нив најблиску сте, само едно треба, во чуда да верувате. Само едно треба. Ете, навистина многу убав настан, вреден да го посетат цели фамилии заедно, од најмалиот до највозрастниот, и да уживаат во ревијалната трка која што секоја година веќе традиционално ја организира АД Стопанска банка Скопје. Секако се со навистина убава цел да ги поттикнеме граѓаните да го користат велосипедот повеќе како транспортно средство. А ние денес во нашето студио за овој настан и за сето тоа што и понатаму следува, секако разговараме со Радка Тирцовска. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, Сања. Фала што не викнавте.
Навистина општествено одговорна компанија која што секогаш размислува за доброто на граѓаните, на градот, здравата животна околина. Четврти пат поред ја организирате оваа ревијална трка и оваа година навистина масовно. 5400 пријавени. Да. Очекувавте толку? Па не, искрено. Мислам и претходните години имавме многу голем одзив, меѓутоа очигледно годинава се поклопија убави временски услови, веројатно луѓето се помалку врски, меѓутоа навистина огромен број на пријавени, што го направи настанот да биде масовен и обезбедувањето да биде со поголемо внимание, значи и СВР кои што беа приклучени дадоа поголем да речем труд за да биде безбедно, улиците да бидат затворени и да можат учесниците да се извозат на таа кратка патека, меѓутоа е многу интересно. Да, навистина убав настан кој што верувам дека следната година уште поголем број на посетители ќе го посетат гледајќи ги овие преубави снимки од градот како функционира кога автомобилите се паркирани во гаража на паркингот, а се зимаат велосипедите, тротинетите и сите останати превозни средства кои што не ја загадуваат животната околина. Токму таа ни беше целта, значи идејата е настанот да поттикне што е можно помалку автомобили да се возат по улиците, односно да избереме начин што не загадува да стигнеме од едно до друго место во градот. Скопје има убави терени, не е тешко да се вози. Еве јас практикувам и моите колеги доаѓаме со велосипед на работа, така да едноставно е многу поедноставно и побрзо. И побрзо, таа што е најбитно, стварно е побрзо. Банката покрај сите други активности обезбеди услови за сите филијали да имаат паркинзи, да можат и клиентите меѓутоа и вработените да доаѓаат со велосипед на работа. Да. Секој извозен километар е една донација која што секако Стопанска банка ќе ја инвестира повторно во подигнувањето на свеста за живата здравотна околина, здрава животна околина и користење на велосипедот како транспортно средство. Да, тоа некако го договоривме со град Скопје уште од првото Вози право, вози здраво. Дониравме велодром за деца во паркот Македонија во Тафталиџе, кој прерасна во едно место каде што децата се собираат и учат и сообраќајни правила, меѓутоа и безбедно да возат велосипед. Потоа дониравме 5 станици за поправка на велосипеди, што навистина е нешто неопходно ако градот се стреми кон тоа да биде велосипедски град. 105 паркинзи за велосипеди настрана од тие што ги имаме во филијалите, а од оваа година се договоривме со град Скопје да донираме нов велодром, меѓутоа малку со поголеми и поекстремни, да речем, содржини за поголемите деца што сакаат да се докажат како возат велосипед. Меѓутоа тоа е процес кој бара да се испланира убаво просторот, да се оплемени за да може да се изведе тој велодром, зашто сме се уште во соработка со град Скопје. Да, навистина убава соработка со градот Скопје, секако тука се и субвенциите за велосипеди кои што навистина многу брзо се потрошија. Веројатно дека граѓаните сакаат да го користат велосипедот како превозно средство, ете и вие допринесувате со своја помош. Да, се забележува веќе низ градот има навистина повеќе велосипеди. Тоа е некој обид што го правиме заедно затоа што настанов произлезе од вработените, од нивните потреби, од нивните барања, од нивните сугестии и така секоја година расте и бројот на волонтери, на вклученост на вработените, даваат идеи како да се подобри настанот, што да се донира следно, така да. Значи идејата токму поттикнува од вработените во АД Стопанска банка Скопје. Самата кажавте дека поголемиот дел од вас го користат велосипедот како транспортно средство, па дали сите ви учествувавте на оваа трка? Ние бевме ангажирани за настанот, меѓутоа нашите семејства секако присуствуваа и мислам дека и самото тоа што вработените го промовираат настанот го прават поблизок за сите други. Да, имаше навистина голем одзив, можевме да забележиме на улиците и мајки како ги туркаат коничките со своите бебиња, родителите кои што возат заедно со своите деца, можеби некои сакаат тротинети, тоа беше присутно, сите превозни средства кои што не ја загадуваат животната околина. Радка, верувам дека и понатаму ќе продолжите со вакви навистина убави, општествено одговорни активности кои што ќе ги правите. Самиот овој настан долго време се организира, забавата трае во текот на целиот ден, стартот е Порта Македонија, финалето е и самата цел во градскиот парк, каде што продолжуваше забавата со музика, со навистина убаво дружење на сите оние кои што учествува. Да, токму така, значи за сите учесници кои беа регистрирани, банката обезбедува секоја година некој ситен репрезентативен подарок. Оваа година беа звончења и траки на велосипед, плюс некои стикери, меѓутоа имаше и секако освежување, разладување, вода, сокови, сладолед, грицки, се што ќе придонесе некоја подобра атмосфера да имаме. А од забавни содржини оваа година ги имавме Баскерфест, кој на неколку корнери од паркот овозможија забава и за најмалите,
преку некои работилници, па и за повозрастните. Да, тука секогаш е таа лотарија која што ги привлекува граѓаните да земат помасовно учество. Навистина вредни награди беа доделени по случајен избор. Ова е ревијална трка, тука не се надпреваруваме кој ќе биде најбрз, тука само излегуваме да дадеме својата поддршка кон здравиот начин на живење. Вредната лотарија секогаш гледаме да бидат повторно, значи дали велосипеди или некоја опрема што е блиска до велосипедите, за да дадеме поттики и понатамошен стимул за учесниците. Да, Радка, јас навистина ви благодарам што секоја година правите нешто навистина значајно за граѓаните и за најмалите и за возрастните и навистина едно убаво дружење кое што знае да не отргне од секојдневието и од оние грижи кои што ги имаме. Стресот го нема кога се вози велосипед и кога се вози право и здраво. Тоа е нешто што можеби сите го посакуваме, што помалку стрес во секојдневието, а токму возењето на велосипед кога улиците и се проводни, навистина знае да допринесе за убав начин на живење. Се гледаме следната година на јубилејното 5-то издание, во меѓувреме и на другите наши настани. Да, има навистина многу настани кои што ги организирате и на кои што работите. Еве, накратко можеме само да најавиме што е наследно. Во декември не очекува повторно Сануваме менуваме, настанот кој го посветуваме на децата со посебни потреби, кои што гледаме се почесто и почесто се вклучени во општеството и во начинот на живење. Да, ние ќе се видиме сигурно пред почетокот на овој настан да ја дадеме поддршката и ние кон овие деца кои што навистина имаат потреба од наша помош. Ви благодарам многу што утрово бевте заедно со нас и ви посакувам следната 5-то јубилејно Вози право, вози здраво да биде со 10.000 најмала бројка на учесници. Ви благодарам многу. Да. Драги гледачи, тоа беше Радка Тирицовска од Стопанска банка со која што разговаравме за 4-то издание на ревијалната трка Вози право, вози здраво. Размислете секако дали можеби и вие би се чувствувале подобро доколку користите велосипедот како превозно средство во градов кој што навистина знае некогаш да биде многу стресен и хаотичен, а секако доколку можеби овие изминати изданија не бевте дел од оваа трка, не заборавајте да следите трката која што ќе биде 5-та поред наредната година и ќе се видиме таму веројатно со многу повеќе учесници, многу повеќе забава и допринесување кон подигање на свеста за возење на велосипед. Знаеш, искрено е се што мислев, се што правев ме. Искрено е да за тебе беше доста глумиме. Во свет на лаги живееш, се лажеш да преживееш. Грешка твоја е, а исход лош за нас. Слушам сум невозможна. Рекла, казала, главна тема е ведене с ние пак. Бла, 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 знаят се за нас. Бла, 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 болесно съм била я. Бла, 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 нема идвина за нас. Бла, 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 знаят се за нас. Бла, 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 болесно съм била я. Бла, 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 нема идвина за нас. Се лажеш да преживееш. Грешка твоја е, а исход лош за нас. Слушам сум невозможна. Ти рекла, казала, главна тема е ведене с ние пак. Бла, 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 знаят се за нас. Бла, 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 болесно съм била я. Бла, 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 нема идвина за нас. Бла, 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 знаят се за нас. Бла, 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 болесно съм била я. Бла, 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 нема идвина за нас. Бла, 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 знаят
Тоа е нашата драга Теа Трајковска, која што секогаш на огромна чест и задоволство, она што е ново го промовира со гледачите на телевизија 24 и Македонија денес, бла 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 и незиното најново видео и најнова песна која што секако заедно со Лазар Цветковски успеа да ја пласираат и да ја понудат на слушателите и љубителите на македонската музика. Текстот е секако на Теа Трајковска, што повеќе за оваа песна и околу видео спотот ова утро, уште рано наутро пред 9 часот во студиото ја имаме токму неа. Теа Трајковска, добро утро, Теа. Добро утро, Сања, добро утро на сите гледачи. Многу ми е драго што дојдов пак да се подружиме, да промовираме што е најново од мене. Да. Се надам дека им се допадна, бидејќи го погледнавме ние премалку во студио. Да, го погледавме премиерно на Македонија денес и телевизија 24 бла бла бла, спот и песна која што верувам дека ќе се слуша во текот на летото. Сигурно не случајно одбравте токму во овој период оваа песна да објавите. Па се надевам, нели, не можам да предвидам никогаш, а и никогаш немам очекувања бидејќи како млад музичар, па и не мора да е сега за 10 години од сега, можам да кажам дека никогаш не можеме да предвидиме што како ќе дојде од публиката и која песна која публика ќе ја освои. Конкретно за песна баш некоја скроз нова публика која што сега мене има пишувано имаше реакција, што на моја големо задоволство и изненадување. Сакав малку полетна тема, полесна тема, бидејќи кога влегов во студио пред месец дена со Лаза, нели го спремаме мојот албум, го најавувам веќе некој време кај вас. Тоа што го направивме беше така доста посериозно, помеланхолично и му реков Лаки, вака не иде, депресија во лето не пееме. И после дојдов пак, така се случи бла бла бла. Текстот го има веќе некое време, па може некоја година две, меѓутоа се немаше случајно правата песна за овој текст и мислам дека и сами исподата полетен, се надевам дека ќе биде слушана и вртена, нели уште е рано, некои 2 недели, мада веќе фаќам на радио, што многу ме радува, бидејќи тоа е најобјективно како на некој му се добаја песната за да ја врти, нели? Да. Ама ќе видиме. Велиш и самата дека наидуваш на реакција од публика која што досега можеби и не ја слушала твојата музика. Па да, нека помлада публика. Јас имам малечка сестра, 9 години има и гледам дека незиниве другарки песнава и ми фейворит скроз и ми пишуваат многу, не знам, помали девојчиња на Инстаграм, на Фејсбук, што до сега искрено малку повозрастна публика сум анимирала, тоа го знам бидејќи нели имаме аналитики ние за возраст и слично, ама така интересно. Може би бидејќи самата тема е пожива, да. Дали ти се пронаѓаш можеби повеќе во овој стил, вакви песни кои што се малце по динамични, по темперамент? Сакам да експериментирам со звукот, сакам да експериментирам во различни правци. Именно тоа го имам и дипломирано, нели, популарен жанрови, би се пробала во скоро сите жанрови, значи сакам да мислам дека секој артист цел живот се пронаѓа себе и својот музички идентитет, така да не можам да предвидам како ќе се развивам јас во иднина и како ќе се чувствувам утре, заутре и за година дена тема што треба да пеам, меѓутоа можам да ветам дека секогаш ќе бидам искрена во тоа што ќе го правам. Да, велиш дека скоро во сите жанрови ќе се пробаш. Добро, да. Предпоставувам каде не би се пробала, дали станува збор за турбофолкот? Апсолутно, местото каде што навистина на многу лесен и брз начин може да станеш мега популарен. Да, сепак тоа не е за мене. Сега скоро гостував во една емисија каде што имавме караоке момент и ми пушта турбофолк песни и јас требаше да ги пеам и кога јас навистина не знаев ни една од нив, луѓето не верува, бидејќи очигледно мислам 95% од мојата генерација и помлади и постари тоа се слуша, нели, тука немам никакви предрасуди, секој треба да слуша тоа што го сака и тоа што го драйва навечер во град, меѓутоа тоа не е за мене, not my cup of tea едноставно. Но може да се успее без тој жанр на музика, може да се настапува и по клубови, и по ресторани, и по ноќни дискотеки во секој случај. Барана си и редовно можеме да гледаме дека си. Да, можам да поздравам и мојот бенд во моментов, а конкретно на темата како би се успеало, мислам дека нема дефиниција за успех и дека може да се успее само доколку сме искрени во тоа што го правиме, бидејќи нема фејкање во уметност и посебно во музика и публиката тоа уме да го препознае. Да. Бла 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 секако дека ќе и понатаму се слуша. Работиш на албумот, долго го најавуваме, но нема толку многу сега да даваме рокови што и кога и како ќе биде готов. Дали ќе биде различен во однос на стилски нумери кои што ќе ги содржи?
Па вака, бла 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 е 7-ма некоја номера, значи на албумот ќе има уште 2 нови композиции и плюс една бонус трака која што ја имаме долго време со Лаза, меѓутоа само ќе биде многу препеана и преработена. Можам да најавам како ќе биде насловен, бидејќи таа песна го носи самиот албум и е готова. Албумот ќе биде насловен Која сум јас и за тоа ќе снимеме и видео, нели ќе промовираме тука, се надевам. Може да најавам и со тајминг, ајде да си давам некој рок сама на себе. Вака јавно кога ќе кажеш многу побрзо, секако ќе се случи. Се гледа крајот, значи се очекува некаде до крај на октомври, се надевам да излезе да биде секако што треба. Ајде, ќе оставиме. Годинава битно ќе биде. Да, во секој случај, еве го летото е пред нас, можност да уживаме во сите песни на Теа Трајковска и бла бла бла. Спотот е на Кристијан Шемко, Пирамид продукција. Така, многу ги поздравувам Пирамид продукција и Кристијан посебно. До нашата соработка дојде Сузана случајно. Ова е прва соработка ваша? Прва наша соработка, да, иако контактиравме претходно и за Пекол, која што јас ја извадив као лирикс видео. Меѓутоа, еве требаше да се случи нашата прва соработка токму за оваа песна. Идејата како ова да изгледа беше горе-долу заедничка. Значи сакам да го поздравам целиот тим, не само Кристијан, бидејќи сите тие луѓе допринесоа за ова да изгледа како што изгледа, што гледаме во моментот. И многу сум задоволна, се надам дека би соработувале и понатаму. Соработувале и понатаму. Да, рано наутро е секако дозволено да правиме грешки и јас ги грешам од утрово. Да, се расуднувам. Во секој случај, идејата за самиот спот, дали повторно е нешто твое? Знам дека сакаш да даваш можеби некои свои идеи во однос на тоа како треба да изгледа спотот, колку му даде слобода на Кристијан или пак имаше некоја своја насока во однос на тоа како ќе изгледа? Да, па генерално имавме заедничка беше идејата да изгледа токму вака, да биде едноставно, а сепак да изгледа младалачки и урбано, значи тоа што го гледаме во моментов. Не сакав да одиме на нека приказна, бидејќи самата песна и нема нека приказна, туку нели бла бла бла, доста се празни муавети. Сакавме да извадиме летен спот кој што ќе изгледа модерно, тоа ни беше главната идеја. За среќа сите други компоненти се уклопија супер. Да му се благодарам на Саша што ни ја поземи куќата за снимање на спотот. Имаше некои моменти кои што не завршија во самиот спот, требаше да има некои сцени со базен кои што многу малку се појавуваат, ама јас таму смрзнав, имав хипотермија. Така да не му беше судена на базенот, можеби за некој следен спот ќе очуваме. Ќе се искористи, да. Секако заслужна улога за самиот спот има и кореографката Додевска Бојана. Така, ја поздравам многу Бојанче. Не е ова прва соработка. Се знаеме долго време, уште од средно она балерина, јас пеачка од музичка. И до ден денешен Ептен дружиме, соработуваме. За Марс кореографијата исто ја правеше она. Ептен ја поздравувам и неа и нејзиното танц студио. Колку сметаш дека треба еден изведувач да посвети внимание на кореографијата на настапите, не само на спотовите, туку на настапите во живо кои што ги имате? Па треба да бидеме нели комплетен пакет и да се обрне внимание на себе, бидејќи како нешто е визуелно презентирано, понекогаш и за некој е доста и побитно од самата песна, за жал. Конкретно во спотов нема некој играње, да. Повеќе беше таму да сугерира као некои ситни движења и повеќе као на испомошни беше. Меѓутоа за настапи како пример тој на Марс, пак треба нешто да се случува на таа сцена за тие 3,5 минути да не сме досадни, нели? Сепак е важно како ќе се презентира визуелно тоа што сме сакале да го кажеме во самата песна. Да, ги спомена пред малку и социјалните мрежи каде што оние најмалите сега почнуваат да ти пишуваат и да ги даваат коментарите за бла бла бла. Колку ги користиш и колку сметаш дека тие може да те доближат поблиску до публиката, да ти дадат некој позитивен правец или пак има ли моменти кога чувствуваш негативна вибрација од социјалните мрежи? Па добро, ние живееме во време во кое што денот ни почнува со Facebook, нели на Сабајла. Искрено не сум голем Facebook фан, го имам само пошто носи Instagram фан. Да, сум Instagram фан. Меѓутоа во последно време така и со тоа намалив малце. Можам да кажам дека после емисија одам за Охрид и дека таму планирам тотално да се исклучам од социјалните мрежи, само со себе и со своите мисли. Сметам дека за нас како музичари и артисти се практично неопходни како би се поврзале со својата публика и се добри кога се користат во одредена мера и не се обседнуваме околу истите. Не губиш многу време на социјалните мрежи, еве велиш дека можеш да издржиш да го изгасиш телефонот и неколку дена да поминеш во Охрид. Сега кој да ме гледа ќе смрот смење и не сакам да лажам, значи не е така. На Facebook не поминувам многу време, на Instagram си седам баги, други социјални мрежи освен тие две мислам дека немам.
Само за сега сме само тука, Твитер немам. Инаку ќе почнам да филозофирам многу за животот и си реков Твитер не е за тебе. Колку следиш што се случува во државата, колку сакаш да бидеш информирана, можеби за дневно-политички настани кои што ете, за жал ги имаме постојано. Следам и коментирам јавно на одредени теми, бидејќи сметам дека треба секој да каже своето мислење на ваков или на онаков начин, посебно вас ве пратам и следам упадено сум во сите случувања, да. Дашка сум млад човек, веќе не толку млад, наполнив 25 години пред неколку дена и треба нели да сме упадени со сите работи што се случуваат. Да, теа не мируваш кога станува збор за музиката, за својот изглед, за сите оние промени кои што ги правиш. Еве, имаш само 23 години, нека те 25, да. Среќен роден ден. Да, ти честитаме ние од Македонија денес и од екипата која што ја реализира оваа емисија, но многу промени кај тебе во однос на фризурата, во однос на стайлингот, да, секогаш тоа го зборуваме и воопшто не запираш, да. Да, па еве сега ишов шишки пред 3-4 дена, роден денски, ги вратив, тоест пошто ги имав некој време. Да, го гледам мојот стил како начин на уштеден начин на израз. Дали можеби уште не си се пронашла себе си како сакаш да изгледаш или трагаш по онаа теа која што ќе ја задржиш подолго време? Па не би рекла, од секогаш сум знаела која сум уште од мислам дека од најмлада никогаш не сум имала криза на идентитет, можам да се пофалам за тоа. Јас не знам како ќе се разбудам и утре како ќе се чувствувам, меѓутоа секогаш добро знам која сум, а со стилот сакам да експериментирам бидејќи како што кажав, го гледам како начин да се изразам и реализирам како се чувствувам, така да изгледам. Да. Јас во самата најава те најавив како една навистина позитивна девојка која што секогаш знае да внесе позитивна енергија во нашето студио. Таква си на социјалните мрежи, особено кога те гледаме со твојата помала сестра, навистина голема разлика. Да. Девојчето која што знае сите на навистина убав начин да не расположи кога ете ти ќе ја постираш на твојот Инстаграм профил. Во сите интервјуа зборам, понајпрестрекна, прегорда, Ашка Лавко. Еве сега ја поздравуваме. Лавко си сака спотлајт детето. Ја поздравувам многу, да, мислам дека уште спие, готово се распуштија сега и да, имам 9 годишна сестра, значи можам да кажам дека ми е најдоброто нешто ми се случило во животот. Фален тато и мама. Беше ли тоа твоја желба да не бидеш сама? Не сум само, имам и брат. Ете, ова никогаш не сме го споменали. Да, брат ми има 21 година. Свири тромбон, исто така интересна чињеница. И сестра ми има ептен музички потенцијал. Као она прати буквално све што се случува на музичка сцена и кај нас и светска, значи јас не знам дете джубокс. Не сум видела јас такво нешто. И да, она го развесела буквално секој мој ден, редовно апдейтирам, ставам видеа на Инстаграм. Она има свој Инстаграм профил и пола мои пријатели ја следат и неа бидејќи им е позабавна реално од мене. Така гордо можам да кажам. И да. Значи дека вашето семејство во музиката владее. Секако ете твојот брат кој што јас не сум имала представа дека постои, дека го имаш, веројатно затоа што повеќе сестрата ја споменуваш како една помала и навистина симпатична девојче која што можеме да го гледаме на социјалните мрежи. Сестра ми е најмалечко, сите му се врткаме пошто нели нормално. Голема разлика во години сме со неа. Татко и мајка ми не знам како се одлучија на трето дете, меѓутоа така супер испадна за сите, право освежување и сите не подмлади можам да кажам. Не можам да си го замислам животот без неа, стварно, на вистина. Би сакала ли да ја видиш нејзе во музичките води еден ден? Па она доскоро, до пред некоја година, две, добра, можеби и 3, кога уште не збореше по-детски, викаше дека ќе порасна сака да биде теачка. Теачка. Тоа е пеачка и теа, симбиоза. На тие два збора и дали би сакала да видам. Не знам ако е посилно од неа, кој е уметник во душа, не можам да ја спречам. Ама добро, ќе не дојде некој доктор во фамилија, све музичари. Така да ќе насочите и натаму. Теа, дали можеш да се видиш себе си понатаму во музиката и македонската музичка сцена со оглед на тоа каква е состојбата овдека со музиката? Па, ќе продолжам да се борам за мојот музички идентитет без разлика на каква е нели состојбата на нашата сцена. Гледам дека случува некое будење, дека има се повеќе нови музички имиња што многу ме радува искрено и дај Боже тоа да продолжи да оди во некој позитивен правец. Јас сум вечен оптимист и ентузијаст и тоа го зборам од прв ден дека еве ќе дојдат подобри времиња за нас артистите. Ќе продолжам да бидејќи немам план Б во животот, мислам тоа и дипломирав, сега здраве Боже можеби ќе магистрирам. Музиката ми е се во животот. Се во животот? За музика. Колку делува на приватниот живот? Сето ова што го работиш? Делува како не делува. Бидејќи ова не е професија од која што кога ќе се вратиш од работа веќе не си
тоа. Не знам адвокат, доктор или што и да е. Јас сум цело време теа 24/7, делува и на приватниот живот и на сите работи што ни се случуваат. Меѓутоа, тоа сме го одбрале да го правиме и мора некако да си го искомпензираме. Во однос на љубовта која што секој сака да му се случи, колку сметаш дека може да делува и колку е потребно човек кој што навистина ќе ја разбира твојата работа и она што го имаш на стапите кој што речи си секоја вечер во некој од клубовите? Па многу тешко се наоѓа некој што го разбира ова, освен ако можеби нема слична или иста професија, можам да кажам. И сум била во ситуации кај што не сум била сватена и разбрана, иако така не било на почетокот, нели, кога све е розово. Меѓутоа, не знам, верувам дека ако некој вистински те сака и те разбира, ќе го разбери тоа што го работиш. Сакам да верувам. Па ќе видиме, уште сум млада, во моментов немам момче, така ќе си покаже времето. Сега си сконцентрирана на музиката и на албумот кој што го очекуваме. Ги спомена розовите очила, сакаш ли ти да гледаш преку розови очила на сето она што се случува? Апсолутно, да. Сепак сум уметник, нели? Да, гледам со розови очила, меѓутоа секогаш сакам да гледам и преферирам, меѓутоа секогаш така длабоко во себе ја знам реалноста каква е. Да, ја знаеме сите реалноста. Рацио тип. Да. Ни се случуваат честопати и негативни мисли и негативни моменти. Како ти се исклучуваш кога ќе видиш можеби дека некоја негативна мисла сака да го окупира твоето? Апсолутно не случуваат сите и сите мислам дека како доаѓаат нови времења, се повеќе анксиозноста, депресијата, некои болести на 21-виот век. Секој ден читам приказни за луѓе кои што не успеале или успеале да се изборат со истото. И на мене ми се случило, јас сум поминала нели низ такви фази, како и многу млади луѓе кои што ги познавам и многу мои блиски луѓе. Меѓутоа, на крајот на денот, за среќа, умеам да се вратам во нека позитивна мисла и кога сум се чувствувала најлошо, утре ден да си правам клик као толку. Идеме у болје денови. Не ти давам повеќе да седиш во моја близина. Да, голем борец сум и сепак сум голем оптимиста и покрај сите имаме лоши денови, нели, не може да не сите денови добри. Меѓутоа гледам да се изборам со позитивна мисла и со надежда подобро утре. И така. Дефинитивно ни треба на сите малку позитивна енергија, секако луѓе кои што ќе го споделат и своето искуство, дека не е се така розово, дека не на сите што редовно ги гледаме како насмеани и расположени име така све фино во животот, но храброста која што секој треба да ја има да се избори во тешките моменти, треба навистина многу да им помогне и на оние на кои што ете, можеби Теја Трајковска има идол. А има такви во малите деца, веројатно, кои што кажуваш, сама и девојчињата кои што се повеќе и повеќе те пишуваат и сакаат да тргнат по твоите стапки. Се гледаш ли себе си можеби како идол на некое дете? Не знам, тешко прашање. Не сакам да се гледам себе си така, бидејќи не знам, затоа што си можеби сега во моето скромна. Не скромно е тоа да го кажам, не знам. Никогаш не одбрав да се занимавам со ова што го работам денес заради тоа да бидам позната или да бидам нечив идол. Напротив, туку тоа го сватив како некој товар кој што би се носел по пат за да го работам ова што го сакам. Буквално имам многу и колеги кои што од за мене погрешни причини се занимаваат со ова и би направиле се да се, не знам, славни или што такво, меѓутоа тоа мене никогаш не ми било првичниот драйв или воопшто драйв. Тоа што сме денес тука, нели, не го гледам ко момент на спотлајт, туку да го презентирам тоа што го работам и тоа за кое што живеам од искрена мисла и побуди. Не знам, не сакам да се гледам себе си како нечив идол, сакам да давам добар пример, меѓутоа јас сум човек како истите други, имам, како што кажав, лоши денови, лоши моменти, сите сме направиле работи на кои што не се гордееме, меѓутоа се надам дека мојата приказна некој ќе инспирира по пат. Да, се надеваме секако, сигурно сум дека имаш многу приказни кои што тебе ти имаат инспирирано. Немаме сега толку момент и време да разговараме, сепак тука бевме за бла бла бла, но навистина ми чести задоволство што и некои вакви моменти со тебе успеваме да ги споделиме заедно со гледачите кои што не следат начинот на кој што Теја Трајковска размислува. Позитивна девојка која што со навистина убави вибрации секогаш доаѓа во нашето студио. Ние бла 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 ќе ја слушаме и понатаму во Македонија. Денес и верувам дека ќе биде една од нашите омилени песни. Да, ќе си ја гледаш секако доколку редовно не следиш. Сега ужива
патувај во Охрид без социјалните мрежи. Ќе Верувам дам дека се ќе од себе. наполниш позитивни ќе ги наполниш позитивно батериите, а ние нашиот разговор ќе го завршиме со една акустична верзија на изведбата на Пекол, песната која што секако одбележа дел од твојата музичка кариера и која што е навистина омилена кај многу слушатели на македонската музика. Така да, тоа беше моето последно музичко остварување пред бла бла бла. Пред неколку месеци снимивме некои лайв верзии со дел од мојот бенд, така да се радувам шеве и тоа ќе го слушаме тука премиербе. Ти благодарам те и ти посакувам навистина убави денови и се гледаме на промоцијата на албумот. Драги гледачи, ете го завршуваме разговорот со Пекол и Теја Трајковска, се враќаме по вестите во 9 часот. Си верувам, срцето разум убивам, кога сваќам дека те ме јас, пак ти попуштам, со што сакам да ни успе. Ова што го имаме, зашто знам ти требам тебе јас, како ноќта месечината, не си сам, кога у себе ме имаш, мене знај, некој ден е како рај, другиот пекол ми е со тебе, знај, не си сам, кога у себе ме имаш, мене знај, некој ден е како рај, другиот пекол ми е со тебе, верувај. На, Хеј, не те разбирам, рече ти си се што имам јас, нели љубовта е најсилна, пак забораваш, дали сакаш да ни успе. Ова што го имаме, зашто знам ти требам тебе јас, како ноќта месечината, не си сам, кога в себе ме имаш, мене знај, некој ден е како рај, другиот пекол ми е со тебе, знај, не си сам, кога в себе ме имаш, мене знај, некој ден е како рај, другиот пекол ми е со тебе, верувај. Не си сам, кога у себе ме имаш, мене знај, некој ден е како рај, другиот пекол ми е со тебе, верувај. Na